Почитувани, добар ден. Ова е новото издание на Црвена линија. А име денес пред каков предизвик ќе ве ставиме со оглед на тоа што и очекуваме да се развие понатаму дискусијата со вас, да биде обемна и секако да ве има во голем број. Јавните и државните предпријатија никако да се ослободат од финансиските проблеми и долгови. Со буџетски пари се крпат дупки на предпријатија кои не работат домакински и се легла за партиски кадри. Низ годините наназад се гледа дека не знаеме да работиме со овие предпријатија и очигледно е дека треба некоја промена. Професорот Абил Бауш за вестите на Телма изјави: се види дека партиските кадри немаат капацитет да ги водат овие предпријатија, затоа што кај нив нема ниту отчетност, ниту одговорност. Минатата година, според бројките, само долгот за струја изнесуваше околу 40 милиони евра. Ке се најде ли начин да се прекине оваа пракса? Тоа ќе биде и првото прашање до вас во Црвена линија, а секако дискусијата ќе ја насочиме и кон тоа што ќе ве прашаме дали ние имаме менаџери кои што знаат правилно да ги употребат јавните пари. Знаете ли барем едно јавно или државно предпријатие кое не работи со загуба? И според вас има ли начин да се сопре трошењето на пари од граѓаните во јавните предпријатија, кои меѓу другото ќе подсетиме дека како јавни предпријатија навистина треба да бидат профитабилни, а не секако бунар без дно. И секако да му се стави и крај на јавашлукот на партиските менаџери. До кога партиска книшка ќе биде единствен услов за вработување во јавните предпријатија? Многу прашања, а една анкета. Секако анкетата ја имаме онаму каде што постојано ги објавуваме анкетите, а тоа е една Инстаграм стори на Инстаграм, па подсетуваме дека треба да не заследите најнапред на Инстаграм и да кликнете на Инстаграм стори. А тука ве прашуваме: треба ли јавните предпријатија да се трансформираат во приватни? Имате две опции за одговор, едната е да, другата е не. Кој е вашиот одговор? Кликнете на одговорот, резултатите ќе ги соопштиме по рекламите, пресметани во проценти секако, а оваа дискусија редовно, како и секогаш, можете да ја продолжите и да ја водите и во текот на Црвена линија и по нејзиното завршување на социјалните медиуми, поточно на Црвена линија Facebook, Twitter, како и профилот на Телма телевизија. А на самиот почеток ќе ми биде чест и задоволство што еве во ова издание на Црвена линија ќе имаме и гостин кој што ќе го вклучиме и всушност со него и ќе го започнеме ова издание. Чест и задоволство ми е да го најавам токму господинот професор Абил Бауш, кој што е економски аналитичар, и верувам дека веќе го имаме на линија. Добар ден и благодарам што одговоривте на нашата покана да бидете дел од ова издание на Црвена линија. Добар ден, благодарам на поканата. Емисијата ви е добро гледана. Ова ми е прв пат да се соочам, нели, моите стави да се соочам директно со граѓаните. Па ќе биде интересно. Благодарам. Секако ќе биде особено интересно и верувам дека со огромно внимание ќе ве следат нашите граѓани преку ова издание на Црвена линија. Па, професоре Бауш, еве за вестите на Телма изјавивте: се види дека партиските кадри немаат моќ да ги водат овие предпријатија, се мисли на јавните предпријатија, затоа што кај нив нема ниту отчетност, ниту одговорност. И толку. Ние ве прашуваме, има ли начин еве да се сопре трошењето на пари од граѓаните во јавните предпријатија кои се бунар без дно? Добро, да, има. Ова е краток одговор. Овој одговор, да, го подкрепувам со поразвиените држави од нашата. Државите во кои што истата ситуација има, многу брзо ја среди. Ние сме земја во транзиција и можеби нашиот модел на приватизација на компании која беа општествено добро на сите граѓани во државата отиде така како што отиде. И можеби таа културолошка свест која имавме ние кон тие предпријатија, се мисли на тие комерцијални предпријатија, нели, која се комерцијализира, која стана акционерски друштва. И тоа се префрли истото во овие компании кои се јавни предпријатија
и кој што ја прифатија истиот културолошки аспект и почна некако да, за разлика од оние комерцијални претпријатија кои во исто време стана профитабилни, добри, кои почна да вработуваат професионален кадар, професионални менаџери и така натаму, што не беше во почетокот. Понатаму од тие што остана, овие претпријатија, јавни претпријатија, за жал остана некакви претпријатија кои што дури и кога има добри менаџери, дури и кога има добри директори, некако се влекува во некои замки, де правни, де политички, де економски, на кои што никако не може да излезат од тоа. А има постои ли начин да се прекине јавашлукот на партиските менаџери според вас? Има ли никакво решение за тоа? Да, има две ситуации или две решенија. Првата е дерегулација на пазарот. Дерегулација се мисли на оние јавни претпријатија кои што ние можеме да го дерегулираме пазарот и да направиме конкуренција со приватниот сектор. Се мисли на некои претпријатија, на пример претпријатието за транспорт во македонски железници, може тој пазар да се дерегулира и компаниите кои што на пример се поголеми компании кои имаат интерес да го направат соствениот транспорт на стоки претежно, може да основаат компании со тоа што на пример македонски железници инфраструктура на кој што не може да се приватизира, тоа е вистина јавно добро, би профитирало со тоа што тие компании би им плаќале искористување на таа инфраструктура што има таа претпријатие. И сега видите, имате две ситуации. Едно, губите во инфраструктура, а во друга страна губите во транспорт на железници затоа што немате конкуренција. А зошто се прави тоа? Затоа што на пример немате дерегулација на пазарот и тоа ви прави да имате менаџери од типот на тие што немаат ни отчетност ни одговорност на резултатите. Од друга страна има и други компании или има други јавни претпријатија на кои што вие можете и имате можност да го дерегулирате тој пазар. Другата ситуација, тие претпријатија кои што не можат да влезат во дерегулација, значи тие претпријатија кои што се јавни претпријатија, се јавни добре, тие се претпријатија кои што кои има одговорност и ние како граѓани кон нив, но и тие исто така имаат отчетност кон нас. Тие имаат законски прописи, процедури, можности како да се следи работата на тие менаџери, какви договори се прават на тие менаџери, кои критериуми ќе треба да го направи тимот на тие менаџери кои би можеле тоа претпријатие да го пренасочат од претпријатија на кои што во моментот е, како убаво што го кажавте, бунар без дно, да се оди кон претпријатија на кое што ќе има пред се и над се услуги на кои што граѓаните би биле задоволни. Ајде, например, дали може да ни кажете дека јавните претпријатија може да им се случи да има луѓе и дали воопшто постојат во земјава луѓе кои што правилно ќе умеат да ги трошат јавните пари? Јас мислам да. Затоа што Македонија пред се има добар човечки капацитет и потенцијал. Зошто го викаме, видите ги претпријатијата или банкарскиот сектор и другите претпријатија кои се приватни, и видите какви менаџерски тимови се. Тие се истите менаџери кои се едуцирани и кои доаѓаат од овој систем, од нашиот систем. Но кај нив профитот и отчетноста и одговорноста е голема. Знам, тоа е исто како еден... Дали тоа значи дека за ваквите менаџери јавните претпријатија воопшто не се предизвик? Па не се предизвик затоа што прво во тие претпријатија токму тоа одговорност е отчетноста. Видете, ќе ви кажам еден пример. Вие имате Нобеловец во САД, ако не се лажам, професорот Самуелсон, кога го поставиле директор на цивилното воздухопловство во САД, во тој момент пазарот на летови или на авиони во САД било во пораст.
И во една ситуација тој нема апсолутно никаква врска ни со авиони, ни со таа индустрија, ни со ништо, нема врска, значи. Спомнавте врска, но еве никако се добива впечаток во земјава дека партиската книшка е единствената врска или услов за вработување во јавно предпријатие. Кај нас е веќе друго, и сега кога го прашуваат како успеа тој сектор да го направиш профитабилен, замислете, влегува во јавно предпријатие, државно, тој вика ништо друго освен понудата и поборачката не знае. Нормално, човекот е добитник на Нобелова награда, знае уште поише работи економски, но кај нас има стручни луѓе. Има стручни кои знаат да планираат, знаат стратешки да ја постават компанијата, знаат стратешки да утврдуваат цели, кај треба да оди таа компанија, што треба да направи таа компанија. Во државата треба да постојат менаџерски договори. Кај нас ги поставуваат на папир менаџерските договори и за жал уште поголема штета правиме на државата со тоа што ставаме менаџери кои се неадекватни, партиски поставени и во моментот кога ќе имаме смена на политичките партии во власта, тогаш ние плаќаме и оштета за тие менаџерски договори кои ги раскинуваме со тие менаџери, па после им плаќаме дури загуби на тие менеџери и така натаму. Ова е веќе некој магичен круг кај што нема излез. Сега тука некаде во интерес на времето за да можете подоцна да ги слушнете веднаш по вас и гледачите, тоа се граѓаните, чии што слободно ќе кажам нивни пари всушност покриваат долгови на јавни предпријатија. Еве, доколку не следите на Инстаграм, топло препорачувам да не заследите и на Инстаграм и на Фейсбук, но на Инстаграм, еве зошто го потенцирам, бидејќи имаме анкетно прашање таму за Инстаграмџи, а ќе го поставиме и на вас. Треба ли јавните предпријатија да се трансформираат во приватни? Ова е малце, кога стручно го кажувам. Се имате јавни предпријатија кои не можат да се приватизираат, ви го кажав, не може да се дерегулираат. Например, инфраструктура на железница не може да се приватизира. Не може да се приватизираат одредени агенции, предпријатија јавни, затоа што државата има интерес кон нив. Тоа е, ајде да не го наречам веќе грубо, но кога би ги приватизирале нив, тоа би било еднакво со некое предавство кое би го направили. Но има предпријатија, многу предпријатија во државата кои можат и те како да се приватизираат. Грото може да се приватизираат со тоа што би биле поефективни и поефикасни. Значи, тоа е трик прашање, значи не може сите јавни предпријатија да ги приватизираме, тоа не може да биде така, но одредени предпријатија, голем број од предпријатија можеме и тоа многу поише резултати да се даде. Уште една работа заборете, кажам. И може да направите предпријатија на кои што вие концесии може да им дадете на некој еве да речеме од странски инвестиции, да вие некоја странска фирма да ја зема концесијата и таа да го води тоа јавно предпријатие, со тоа што би дала резултати нели во еден одреден временски период. Професоре Бауш, многу големо благодарам во името на целата редакција на Црвена линија што одговоривте на нашата покана, што дадовте одговори на прашањата кои што секако ќе ги поставиме горе-долу и кон нашите гледачи, така да се надевам дека во наредна прилика повторно ќе бидете, да не биде ова само прв пат во ова издание на Црвена линија, туку и во некое наредно издание повторно наш гост. Благодарам. Благодарам и останете секако и да слушнете кои ќе бидат одговорите на гледачите на Црвена линија. Вас сега веќе ви дојде редот, слушнавте кои беа одговорите и всушност што кажа професорот Бауш како економски аналитичар. Секако ќе ве потсетам дека во Црвена линија денес ве прашуваме и вас дали воопшто може да се најде начин да се прекине оваа пракса каде што јавните предпријатија представуваат се повеќе
бунар без дно. Потоа, според вас, дали постојат менаџери кои што ќе бидат и кадри, и желни секако да раководат со јавните пари и со јавните предпријатија, така да на 02307-0005 со нетрпение очекуваме да го стартуваме ова издание со некој од гледачите. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро. Па, час поскоро има ли начин или кој треба, дали треба јавни да, треба се земете ги од сферата на комуналната хигиена, од сферата на јавниот сообраќај, па да не речеме, поставете го прашањето на македонски шуми зашто постои. Дел од, да ние од Скопје да кажеме, дел од водовод и канализација може да се... Затоа што, пазете, ние се уште се владееме државно и никој не одговара. Кога е приватно, повеќе се води сметка. Никој не води сметка за развој на предпријатието, речеме за доход. Еве, земете комунална хигиена. Она е научена само собирање за смети, ништо повеќе од тоа. И да живее од сметките. Но сето останато, другото, како што го има на запад, рециклирање на отпад, доходување со фирмата, за нив е непозната смена. И што дека вие ќе поставувате, али се бази за вработување на партиски функционери, да не речем. Земете ги, професорот вика од сферата на сообраќајот. Ја би речеме, македонски железници би можело да се приватизира сообраќај, да се даде под концесија пругата Скопје-Штип-Кочани и пругата Скопје-Битола. Речеме, таа траса да сообраќајот да го добива приватњак, а со тоа што државно ќе биде инфраструктура, каде што ќе се плаќа такса на државата. Со тоа ќе го решите проблемот со редовноста на возовите, со начинот на превозот и со набавка на влечни, да не кажам, средства, што ви треба. Така да, се може да се направи, само да се избегне овој јавашток што постои сега моментално. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Една напомена, секако внимавајте и на тајмерот, ова важи за останатите гледачи кои што ќе земат активно учество. 90 секунди е време траењето на секое јавување. Добар ден. Ало. Добро вечер, слободно да кажеме веќе. Добро вечер, Петар. Па еве да почнеме од тука. До кога според вас партиска книжка ќе биде единствен услов за вработување во јавните предпријатија? Па со овакви партии се слушаме? Да, може и малку погласно би ве замолила. Ајде, него не знам дали сум ја. Да, вие сте, ве слушаме. Затоа. Значи, со овакви партии нема шанси ништо од ова да замре. Значи, сите овие јавашлоци дивења, нарочите на тие менаџерски тимови кои имаат огромни пари, речеме, ја спомнува цело време железница, тие взимаат преку 1500 евра пари, тие менаџерите. Можете да замислите, фирмата ја гледате како функционира, сами сте сведоци, значи пругите сите не работат, возни средства нема. И пример, еве сега да си некој приватен оператор да речеш влегувам овдека, иако они не сака да влези оператор, само пред јавност кажува дека сака, да рече сега доаѓам оператор и ќе биде само у корист од оваква килава инфраструктура, затоа што договорот е за да овој треба да транспортира, а бидејќи ти не си му обезбедил пат за транспорт, значи ќе си плаќаш пенали. Само од пенали ќе живее таа, да речеме, транспорт фирма. Значи, ама не пуштаат. Не, они заради партиските војничиња, лепачите на плакати, поради сите тие работи, тие менаџери, знаете какви се? А ја мислам дека да ги збира по коткарници, мислам дека по-поштени луѓе ќе најдеа него овие што ги ставаат менаџери. И у многу работи овој експертов некако не ми правеше кеф, ама тоа е тоа. Ајде, поздрав. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме секако со вас. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Па еве едно прашање и до вас. Знаете ли барем едно државно јавно предпријатие кое што не е во загуба? Не знам и веројатно и ги нема. Идам на темата. Така? Ве слушаме. Вака сега. Има ли чаре за јавните предпријатија? Па се разбира дека има. Но, прво, директор на јавно предпријатие на конкурс, јавен конкурс со сиви, со стручни способности, така натаму. Втора работа, договор на година дена.
во текот на годината да ги направи услугите на граѓаните, пошто тоа е услуга на граѓаните, и да ја изврши наплатата од граѓаните. И кога ќе дојде крајот на годината со завршната сметка, ќе се види дали тој успеал да постигне резултати или не. Ако не го бива, нов директор. Ме разбирате? Не може партиски таму, не може без наплата. Гледате што се случува. Му е гајле него за наплатата. Ако не се наплати, ќе му дадат од буџет пари за да не пропадне предпријатието, пошто тоа се јавни услуги, вода и така натаму. Значи, нема друго чаре освен тоа. Се додека тоа не се направи, нема да имаме ние решение за проблемот со јавните предпријатија. Ме разбирате? А треба ли јавните предпријатија да се трансформираат во приватни според? Никако. Знаете зошто? Затоа што приватното предпријатие ќе си гледа профит, а услугите ќе му бидат второстепени. Никако. Јавните предпријатија се добро смислени. Така, благодарам Еве што ни дадовте одговори на нашето анкетно прашање денес на Инстаграм. Подсетувам да следете на со оглед на тоа што веќе во овој момент ќе можете и вие да дадете одговор на прашањето. Треба ли јавните предпријатија да се трансформираат во приватни? Добар ден. Добро вечер, Македонија. Добро вечер. После стотици добиена врска во емисиве, фала Богу, тале македонецот, нели, да се вклучи во емисија. Си велам, дали па некоја забрана ми ставивте? Што е работава, си велам, што Не знам, грешив, си велам. слушајте, немате воопшто забрана. Дури има, Добро, ја ви дај реков Боже дека да е има така. гледачи, некои гледачи можеби научија дека треба да се поупорни па се побрзи. Само тоа е во прашање. Така е, така. Оти добивам врска, а не сум вклучуван во програм по 20 пати во емисија. Се вака, ајде, на темата. Во наша Македонија минативе 30 години имаше и одлични премиери, кои дури беа советници на српска влада. Вучич кажа дека ВМРО и Груевски беа многу успешна влада. Во Прилеп, во многу градови, имавме одлични градоначалници од ВМРО кои направија бум во градовите. Ама со еве одлично кажете ми водење сега вака, дали оваа пракса немате ли впечаток дека трае некако до самостојувањето? Не. Ти велам дека имаше успешни и менаџери на јавни предпријатија, и градоначалници, и министри, и влада. Добро, кој е според вас решението сега да еве јавните предпријатија Решението е да се изберат свесни водачи, македонци по душа, честни луѓе за водачи на тие јавни предпријатија, но пред се министер и премиер, честни луѓе кои сакат Македонија, а не предавници, душмани, терористи на Македонија. Тоа е решението. Добро, дали јавните предпријатија треба да се трансформираат во приватни? Мислам дека не, ќе има злоупотреби само за профит, тие ќе бидат скапи високи цени, а вака... Така, благодарам многу за јавувањето. Ке подсетиме само дека минатата година според бројките само долгот за струја изнесуваше околу 40 милиони евра. Сега, она што денес дискутираме со вас, што се однесува до јавните предпријатија, дали всушност според вас има надеж и начин да се прекине оваа пракса, во кој што од ден во ден се повеќе се бунар без дно јавните предпријатија? И постои ли начин да се сопре трошењето пари од граѓаните во јавните предпријатија, како и да се прекине јавашлукот на партиските менаџери? Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. На линија сте, повеле. Благодарам. Прво, значи, секоја една работа и работно место, значи, подлежат на квалификации, конкурс. Значи, и да бидат нормирани. Со тоа фактички сакам да кажам. Се знае колку работници треба да има во едно јавно предпријатие, кои работни места ќе ги обслужуваат, значи, и да нема лепачи на плакати. Ако така се направи тоа, значи, тогаш ќе нема превработување, ќе има онолку колку што треба, и тие предпријатија се товар на државата, затоа што државата ги финансира. Меѓутоа, државата прави една голема грешка, што одредува, ќе даде по 2, 3, 5 милиони на одредена фирма и тие да располага со тие средства. Тоа е најголемата грешка. Што треба да се направи? Дајте ги на каде борчите, кому колку борчите,
директно тие средства да одат на онамо каде што се задолжени, но не и да се даваат на самите градоначалници, како што беше случајот со Мерко, да купува кола од 70-80 илјади евра, а услугите комунални да останат незавршени и денеска. Затоа ни се случува ова што ни се случува, бидејќи никој не води ред како работат комуналните предпријатија и дали работат она што им е. Благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија. Еве ќе ви прочитам и представам, ќе подобро да речам коментар од нашиот профил на Facebook Црвена линија, преку слика се разбира Тони Петков го има напишано следното: додека има овци, ќе има и волци. Ако може и да им покажеме на гледачите ако е возможно, еве јас си ќе ви преведам. Волкот вели една овца, две овци, три овци, си ги брои волкот овците, а Тони Петков напишал, значи додека има овци, ќе има и волци. До кога всушност јавните предпријатија ќе ја тераат оваа пракса, со која што сме сведоци со години наназад, односно да некако како бунар без дно одат јавните пари, се билдаат огромни долгови, а сето тоа натовар на народот. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Ви благодарам и јас ве поздравувам. Јас се ја прашувам држава дали постои агенција за вработување или имаме само партиски книшки. Мислам дека најголемата грешка, ова тема ви е извршна што ја поставивте вие. Ако имаат слух политичките партии и сите кои што живеат во Република Македонија да не се применува, кај може еден партиски војник да ми опрости тамо што пораснал, зел некоја диплома, да се не изразам во тоалет и да биде директор на јавно предпријатие. Да не сносува никаква одговорност. Зашто? Зашто сум ја член на СДСМ. Зашто сум член на ДПМН. Сум го проневерил милиони на пари, не може никаков криминал не е сторен. Само ќе го замајуваме народот, дојдете да гласате и ќе менуваме. Не може, тој, знаете што више партиски систем, да, меѓутоа овој начин не. Не можеме луѓе, раководител во јавно предпријатие да биде човек кој не знае што значи директорска фотеља. Он во животот не видел што значи канцеларија, седнал партиски да биде директор. Па гледате, македонски шуми колапс, македонски железничи колапс, пошти македонски колапс, сите министерства во колапс. Зашто? Затоа што тоа немаат поим што значи да бидеш. Дали според вас треба тогаш јавните предпријатија да станат приватни? Па нека се приватизираат најубаво. Па нека уложат пари да видат како се работи, како приватни, како ја што сум работи. Така, благодарам многу еве што дадовте одговор на нашите прашања. Секако прашањето за тоа дали треба јавните предпријатија да се трансформираат во приватни, можете да го одговорите, повторувам, и на Инстаграм, поточно доколку кликнете на Инстаграм стори. Ако сте заинтересирани секако да погледнете како изгледа и колку изнесува вкупен јавен долг, државен долг, долг на јавни предпријатија и трговски друштва во доминантна собственост на државата или општините, топло препорачуваме да кликнете на javendolg.finance.gov.mk. Еве, можете секако да имате увид во тоа колку изнесуваат долговите, дали се државни, дали се на централна влада, дали е долг на јавни предпријатија, трговски друштва и така натаму, надворешен долг на централна влада. Но факт е дека, еве ќе повториме, според бројките, само долг за струја изнесуваше 40 милиони евра на јавните предпријатија. Сега она што ве прашуваме, дали постои воопшто чаре да се прекине јавашлукот пред се на партиските менаџери, да се искорени таа пракса, партиската книшка да биде единствен услов за вработување. Возможно ли е тоа и како да се направи? Добар ден. Ајде, добра вечер, Македонија, уште еднаш. Повелете. Ај прво би кажал честита слава, вечерова е слава, јутре Светимина, напомош Светимина Чудотворец. Така, нека име вечна и славата името на сите оние што чествуваат. Амин. Мислам дека, еве да речеме пример.
во 30 години независна Македонија, кој купи нови возови, 5 композиции, локомотиви нови, кој купи? Груевски ВМРО. Овие за 7 години или па пред тоа кога беа власт, шајка не купија. Кај одат парите? Каде го гледате сега Чаре? Тој ве стратешки како граѓанин ве прашувам. Сега друго. Значи, еве да речеме за Кавадарци како град. Таму се супер живеј и комунален сигурно, и водовод, и градоначалникот. Оти е способен човек, го сака Кавадарци, поставува квалитетни луѓе, ако се преку ВМРО може, луѓе се со срце за Македонија, за градот свој Кавадарци. Значи, не е проблем дека се партиски луѓе, но ако ставиш некој што ја мрази Македонија, што е душман на Македонија... Ајде, како ги коментирате партиските вработувања, кои што се пракса на нас за сите години, од осамостојување? Има примери каде партиски луѓе биле многу успешни, отие сакат Македонија, сакат да покаже дела, а имаш и луѓе кои се од СДС или од ДУИ, ќе се душмани на Македонија. И тој што му кради, уништува, обезличува, оти работи по директива на душмани на Македонија. Или тој е сам душман на Македонија. Тоа е драстична разлика. СДС и ДУИ е огромна разлика. Груевски заед огромна разлика. И така, реков, Груевски купуваше возови, авиони, автобуси за сообраќај, се. Благодарам многу за јавувањето. Одеме понатаму да видиме што ќе ни одговори следниот гледач. Ќе почнеме и со ова прашање, дали знаете барем едно јавно или државно предпријатие кое не работи во загуба. Добар ден. Добар ден. Па знаете ли некое јавно предпријатие кое што не работи? Не знам, Тина, стварно. Овие партииве, три партии, СДС, ВМРО и ДУИ, цела Македонија го уништи. Тој претходниот што збореше, неговиот прилепченец Берковски, колку ја уништи железница, нека каже, пошто ти се јавува по 2-3 пати. По 2-3 пати ти се јавува, нека каже Берковски Оливер, колку ја уништи железница. Ја Тина ко работев таму, ја таму работев, сега сум у пензија. Ти се верува дека не сум взимал плата? Ко ќе дојде листицата за плата, ќе ја фрлам у корпа. Знаеш зашто? Сум бил понижен од партиите. И од ВМРО и од СДС. Се партиски над мене се става. Се над мене. Помало школо ќе дојде, ќе го стават 5-6 илјади 7 поголема плата. Не ми беше мило листицата, платата да ја земам. Ќе ја збужвам и ќе ја фрлам овако. Па каде го гледате чарето и решението да се прекине се во ова? Чарето е да се тргнат партиите од овакво, од стегите на држава. Овие три партии што ги набројав, тоа е чарето. Иначе, ништо нема шајр од држава. Ништо нема. Сега Тина друго сакав да кажам. Железница, не го кажа никој тоа. Железница у Европска Унија на километар пруга треба 20 да работат. Благодарам многу за вклучувањето. Сепак 90 секунди мери тајмерот, но еве ќе ве охрабрам и замолам, се разбирам веднаш да го завртите повторно нашиот број и секако да се доискажете и да имате можност да дополните оно што изоставивте во нови 90 секунди. Еве ќе подсетам уште еднаш и посочам дека ве очекуваме во текот на ова издание. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Добро вечер веќе. Познавате ли некој, сте чулели за некој јавно предпријатие во земјава кој што не е во загуба? Приватно се у загуба, државно под надзор на државата. Треба се да државно поправил. Приватно не се проправил. Поготово вие ко дошите вие, Аврамијето да ве испрва се уништи и права веа. Славија ке беше исто уништена, фабриката 1600 акции и сака да продази таа Славија да стана луѓето без работа. Ови се армии сега гледа се со пенкало само витува се и кодот се растурат. Се продават, уништуват се, богатат и бегат. Ние од домашни преданици и слушатели исто страдаме. И ово исто сега што кажува исто биле партијата Расипана Плоча. Разлика делата се гледат во МР, што е изградено се од ВМР. А не исто сите телевизии се исти партии за Сторничка партија. А еве, има ли начин да се прекине партиското вработување според вас? Одговарава за Сторничка, ќе има разлика на тоа.
партиска не се вработувањето на граѓаните се по тестираат ги, да видиш по квалитетот. Се по квалитет тестирање се примаат. Нема веза дали од која партија, што е партија. Нема врска тоа. Квалитетот се гледа тестирањето, знањето и од сите области, да речем, и од образование, и за факултети, и за се. И за здравство, квалитети, доктори, и се. Тука нема квалитет, треба да беше поплатени квалитетните доктори. Тоа не го прифанавија. А не се исти. Ова е разлика, голема разлика. Затоа што се грижи за народот, за државата, за државни закони, за плати, за осигурањето, се. А овие не осигурање се побегаа. Во е мафија владени. Секој штета прават, никош нешто добро направиле за народ. Благодарам многу за јавувањето. Еве ќе продолжиме, ќе вметнеме и една твитер комуникација помеѓу Љубиша Мејден и Капетански дневник. Љубиша Мејден напиша: од пепелта се појавил фениксот. А Капетански дневник одговорил: кој феникс, брату? Народов утепан, тој ќе враќа туги долгови. По не знам кој пат, децении нема да се оправиме. Еве, гледате ли некаков надеж за оправување на работата на јавните предпријатија? Има ли начин според вас да се прекине јавашлукот на партиските менаџери? Како да се сопри партиското вработување во јавните предпријатија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Јас имав еден шеф мој, Чичко Миле, Бог да го прости, викаше: што да кажеш, ќе сгрешиш. Па тоа што да кажеш, ќе сгрешиш. Дали да се приватизира? Не може да се приватизира. Еве ги приватизиравме Центро, Центро, Славија и све, и други фирми све. Центро не работи ништо. Еве те го зема, го пропасти и магазини и дуќани стојат затворени и све. Ако се дадат железници, еве сега, и другиве фирми, све на приватњаци, све тие ќе земат, ќе продадат што имаат за продавање, другото ќе се искористат и ќе избегаат, како што избегаат. Па каде гледате еве чаре да се решат работите? СДС, например, амал да му стави одлични директори во пошта, Макрадули, упропасти фирмата, упропасти пошта со неколку милиони евра. После го ставија у железници. Исто така упропасти со неколку милиони евра. Што да кажеш, за тоа ти викам, што да кажеш, ќе сгрешиш, дали приватно, дали државно да остане. А знаете ли некој јавно предпријатие кој што не работи? Ниедно предпријатие. Така, и ниедно е одговор. Секако дојде времето веќе и за реклами, а по рекламите и резултатите од Инстаграм стори анкетата. А сега да погледнеме какви одговори дадоа инстаграмџи. Подсетувам да следете на Инстаграм, сега го на Фейсбук и Твитер. А на прашањето за денес, треба ли јавните предпријатија да се трансформираат во приватни, со да одговорија 41%. Со не одговорија 59%. Оно што секако е рентабилно, профитабилно, убава атмосфера за работење и секако слободно ќе кажеме функционираме неприкосновено, дури и кога сме како јавно предпријатие. Тоа е екипата на Заврти на Телма и со нетрпение очекуваме сите вас од црвена линија повторно да ве слушнеме, но се разбира во нашата втора канцеларија, каде што, драги мои, денес доделуваме нов телевизор, така да еве и ќе ве подготвиме. Забележете ги следниве прашања, бидејќи секако ќе се случат на квизот Заврти на Телма. Како во хинду митологијата се вика богот на љубовта? Ке има и вакво прашање, како се вика процесот во кој растенијата си создаваат храна од сончевата светлина. Потоа имаме и прашање кој е автор на првата македонска граматика.
Еве ви уште едно, колку звезди има знамето на ткина. Подкажав ја кои прашања ќе ви се паднат на тестот на заврти на Тилма и изгузлете, соберете ги оние кои што ќе подкажуваат и навиваат за вас, а ја за кусо време ќе ви речам здраво и добар ден веднаш од заврти на Тилма. Се гледаме.